На почетокот на општина Киселавода во централното подрачје на Скопје на местото на поранешната сапунара Цветан Димов, Адора Инженеринг започна со реализација на новиот објект Адора Флетајрон Скопје, која архитектонски и локацијски наликува на култната њујоршка зграда Флетајрон. Според најавите, овој објект ќе прерасне во нов урбанистички символ на Скопје и Македонија. Генералниот директор на Адора Инженеринг, професор доктор Ванчо Чифлиганец, во ексклузивно интервју за Нетпрес појаснува за каков градежен зафат се работи и од каде потекна инспирацијата за изградбата на овој објект. Јас за прв пат бев во Соединетите американски држави службено во Њујорк 1989 година и се фотографирав на зградата во Њујорк која е правена 1902 година, која се вика Флетајрон. Значи тоа бидејќи во облик на пегла. И таа зграда ме многу фасцинираше и ми стане во голем печаток и сонував да има таква зграда во Македонија. И кога почнав со градежништво да се бавам, стално барав таква локација во облик на делта, на пегла, на триаголник. И еве со ништата се остварија на транспарентна лицитација кога конкурирав во јака конкуренција од 65 евра почетна цена, платив 500 евра, 493 евра по квадратен метар, најскапа локација платив. И желбата ми се оствари затоа што беше дупо донесен слично димензиите, обликот на зградата од Флетајрон во Њујорк. И сакав духот на Њујорк да се доживее во центарот на градот Скопје, на границата измеѓу општина Центар и Киселавода. И еве, со нишата желбите се остваруваат и еве денес по повод големиот празник Илинден го ставаме камел темелникот и ќе ја направиме таква како што ја видов пред 26 години во Њујорк. Денес и официјално беше означен почетокот на изградбата на објектот Адора Флетајрон Скопје, кој ќе биде новиот елитен деловно стамбен објект сместен во непосредна близина на централното градско подрачје. Според Чифлиганец, придобивките од изградбата на овој објект се повеќекратни. Овој деловен стамбен комплекс Адора Флетајрон Скопје ќе тежи 20 милиона евра. Тоа е најголема домашна инвестиција моментално во градушниот сектор, високата градба, а ние имаше 20 на 30, вкупно 50 милиона инвестиции во 2015, а заедно со 2016 готови проекти Адора Инженеринг има околу 100 милиона евра. Кој е бенефитот на државата? Локацијата и земјишето коштат 5 милиона и 200 илјади евра. Значи, издвојува, инвестира долар. Бенефит има општината, градот Скопје и економијата на Република Македонија. Вториот бенефит, ќе бидат 350 луѓе ангажирани, добри, редовни плати ќе земат 24 месеца. Третиот бенефит кој ќе го имат партнерите, стотина партнери ќе соработуваме затоа што ќе се направи над 40 милиона евра финансов економски обртај. И четвртиот момент, купувачите со најповолни кредити и со најповолна цена во однос на квалитетот ќе добијат станови подобри него што во Флетајрон во Њујорк градена. Затоа што ние по 113 години градиме, ќе направиме посовремена од Њујорк. Во продолжение, генералниот директор на Адора Инженеринг говори за сето она што ќе биде застапено во новиот елитен стамбено деловен комплекс Адора Флетајрон Скопје. Како што вели, објектот ќе биде изграден со сите законски прописи, функционално со европски и светски стандарди. Ние имаме зградата со 3 влеза, со 6 лифта, на секој кат има по 6 стана. Има многу карактеристично урбано решение само околу периферијата на зградата со становите, а внатре со природно светло се осветлува ходникот, значи ќе брои околу 279 стана, брои околу 3.500 квадрата деловен простор, атрактивен, ексклузивен, одма на улицата, излегува на булеварот и 350 собствени паркинга на 4 ниво. Значи немаме квадратен метар кој не задоволува паркинг места. Тоа е голема работа и гледате каков ископ, каква јама има направено, тоа изискува многу поголеми трошоци, ама сакаме да го направиме во законски прописи, функционално со европски и светски стандарди. Проектот Адора Флетајрон Скопје е најголемата домашна инвестиција во високоградбата во Македонија. Ванчо Чифлиганец говори за вкупните инвестиции на компанијата за годинава во градежништвото, односно во високата градба, каде Адора Инженеринг постојано почнува нови зафати. Ние последните 5 години сме меѓу првите 25 најуспешни компании, а
сме најуспешна градежна компанија од високата градба и мислам дека стандардите се зголемија, трошоците се зголемија, а незнато малку се намалија цените. Ние ланската година завршивме многу успешно, редовни плати, донации дадовме 1 милион евра на заедницата на нашата земја Македонија и ја завршивме со скромни, но задоволни 13% успешност, односно профитабилност пред одлучување. Адора Инженеринг се што е заработила е во Македонија на сметката во Адора Инженеринг. Капиталот на Адора Инженеринг е во Скопје, во Македонија и затоа ние се што имаме добивка инвестираме во наредни инвестиции. Адора Инженеринг е препознатлива не само како лидер во високоградбата на докажано асизмички стабилни европски квалитетни и енергетски ефикасни домови од А класа, туку и по уредувањето и оплеменувањето на околината на стамбените објекти. Максимално ќе се потребно да биде и екологијата и хортикултурното уредување и мислам дека секој ќоше кај што ќе има зеленило од свеќе ќе го искористиме, затоа што ипак Адора Инженеринг не е само лидер во Македонија, супер бренд во Македонија за висока градба, а имаме ние веќе и сме препознатливи во Европа и свет. Јас имам многу понуди да градам и во Англија, во Лондон, во Америка, али зошто местото да го стапам на страница овде во Македонија? А сакам во Македонија да се направам со странскиот инвеститор во градежество со високата град и се надпреварува. Адора Инженеринг е позната како градежна компанија која нуди најповолна продажба на станови, но и поголемиот број промотивни акции. Чифлиганец говори за тоа со што компанијата Адора ги привлекува бројните купувачи на станови кои довербата за избор на нов дом ја даваат токму нив. Исклучиво со квалитет, со функционалност, со урбано најповолно решение, со доверба, тоа што ќе се напише во договорот, ние 100% го реализираме. Адора Флет Аерон Скопје како 100% домашна инвестиција, односно македонска градба, почна да се гради на просторот на поранешната сапунара Цветан Димов, односно на просторот меѓу булеварот Македонија и улица Иван Козаров, познат како Стара рампа. Се очекува објектот да биде завршен за 24 месеци.